Документарниот филм Меланија, кој Доналд Трамп го опиша како филм што мора задолжително да се погледне, го започна своето прикажување со подобра заработка од предвидената, инкасирајќи $7 милиони на билетарниците, покажуваат студиските проценки објавени во неделата, пренесува New York Times. Појавувањето на Меланија во кината беше несекојдневно и без преседан. Студиото Amazon MGM плати $40 милиони за правата на филмот, со дополнителни $35 милиони за промоција, со што ова остварување стана најскапиот документарен филм досега. Режисер е Брет Ратнер, кој од 2017 година беше практично исклучен од холивудската индустрија, а филмот за првата дама беше прикажан во 1778 кина во време на турбулентниот втор председателски мандат на Трамп. Иако за повеќето филмови со вакви трошоци ваквиот резултат би се сметал за неуспех, според документарните мерила Меланија е успех. Станува збор за најдобро отворање на еден документарец во последните 14 години, ако се исклучат концертните филмови. Пред почетокот на викендот проценките се движеа меѓу $3 и $5 милиони. Сезоната на доделување награди во американската забавна индустрија се совпадна со масовната кампања на депортации што ја спроведува администрацијата на Доналд Трамп во Минеаполис, со што уметниците беа ставени пред избор дали и на кој начин јавно да и се приклучат на растечката културна побуна против строгите имиграцијски мерки. Отпорот на најпознатите музички имиња беше видлив уште на црвениот тепих на доделувањето на Грими наградите во неделата, а продолжи и за време на целата церемонија. Активисти со недели ги охрабруваа познатите личности да носат беџови како знак на протест против присуството на Федералната служба за емиграција и царини во американските градови. Во соработка со нивните тимови, тие ја ширеа пораката и делеа беџови на бројни настани пред свеченоста. Пианистот Гордан Спасовски победи на меѓународниот надпревар за биг бенд композиција што го организира джез оркестарот Милениум од Холандија. Овој оркестар постои 40 години, а во него свират холандски и германски музичари. Финалето се одржа во градот Зволе, а Милениум ги изведе трите номинирани композиции пред композиторите, публиката и меѓународното жири. Победникот доби парична награда од €3000. Со особена гордост го споделуваме ова признание. Нашиот пианист Гордан Спасовски е победник на меѓународниот надпревар за биг бенд композиција. Жирито едногласно ја избра неговата композиција Лавица за најдобра меѓу финалните дела, објави Националниот джез оркестар. Кинеската нова година ќе биде одбележана со впечатлив сценски спектакл кој во наредните денови ќе биде представен пред македонската публика во Охрид, Битола и Скопје. Настанот насловен Кина низ културата, прекрасниот Сичуан го организира Амбасадата на Народна република Кина со цел промоција на богатото културно наследство и зајакнување на културната соработка меѓу двете земји. Во гала програмата учествуваат реномирани уметнички асамбли од Кина, меѓу кои оперскиот асамбл од покрајината Сучуан, Универзитетот за уметности и применети уметности од Ченгду, како и театарската компанија Джингџу од Пекинг. Представата ќе има поп-ап презентација во Охрид, ќе биде изведена на 3 февруари во Битола, а на 4 и 5 февруари ќе се одржат изведби на сцената на Македонскиот народен театар во Скопје.